По неколку неделно уверување дека енергетската состојба е стабилна, владата сега повлекува нов потек. Ќе се намалуваат акцизите на горивата. Кај дизелот акцизата се крати за 4 денари, а кај бензините за 2, најави денеска премиерот Мицкоски. Повластената стапка на ДДВ-то од 10% станува на сила уште 2 недели. За утре е закажана владина седница на која ќе се официјализираат овие мерки со цел да се намали притисокот врз стандардот и да се ублажи инфлацијата која за март се проектира меѓу 4 и 5%. Во наредниот период владата ја разгледува и можноста за целосно укинување на ДДВ-то за основните прехранбени продукти. Исполнети се условите да дизелот, односно акцизите ги намалиме за 4 денари по литар, а за бензините 2 денара по литар, така што дизелот ќе се коригира, претпоставувам, во понеделник за околу 3 денара, имајќи предвид дека полека, но сигурно истекува и оној попуст кој што го дава ОКТА, ќе ги обновиме разговорите со нив да видиме дали ќе го продолжат и понатаму, а попустот беше 3 денара за дизел. Доколку тоа го продолжат и понатаму, тоа ќе подразбира дека нема да има зголемување за дизелот, од онаа максимална цена која што утврдува регулаторната комисија, а за бензините исто така 2 денара, тоа значи дека негде околу половина денар ќе поевтинат, и доколку ОКТА ги проложи ние 2 денара за литар бензин, тоа значи дека ќе имаме повторно 2,5 денара поевтин литар бензин. И покрај тоа што намалувањето на акцизата ќе значи загуба од неколку десетици милиони евра во буџетот, Мицкоски уверува дека во него има доволно средства. Токму затоа веќе се најавува сериозен ребаланс на буџетот кој треба да биде подготвен до мај, а во собраниска процедура да влезе во јуни. Целта е да се најдат пари за сите колективни договори и мерки за помош без да се загрози тековната ликвидност. Прогнози се и очекувања се информации кои што ги имаме дека ќе има продолжено дејство целата оваа криза, мора да се подготвиме за тешка година, но како и да е, ние сме тука да ги следиме сите овие работи и да реагираме врз основа на приоритетите сите чинители, тука вклучително мислам и на оние кои што се бунат зашто регулаторна комисија на една недела ги одредува цените, да речеме има држави од соседството како Хрватска и Србија кои што по на 2 недели ги одредуваат цените. И додека владата ги промовира овие чекори како спасоносни, опозицијата смета дека тие се задоцнети. Лидерот на СДСМ Венко Филипче со остра критика тврди дека власта предолго тактизирала и ги игнорирала предупредувањата додека стандардот на граѓаните тонел. Премиерот да почне да живее во реалноста, тука кај нас, да престане вака дилетантски да ја води владата, да баре малку се замисли, помисли како живеат граѓаните и да ги прифати нашите предлог мерки, пакет на мерки. Сега, иако е касно, колку толку ќе имаат некаков ефект, да ги прифатеше. Пред неколку недели немаше да има вакви ценовни шокови за граѓаните, ниту пак други продукти и други сегменти ќе беа во ризик да поскапат цените, како што е тоа случај сега, освен ДДВ-ата за храна, за горива, акцизите за горива и преполовување на цените на патерините. И второ, владата сериозно да ги разгледа опциите за зголемување на државните резерви на нафта. А на терен цените во маркетите растат побрзо од секоја владина одлука, а граѓаните секојдневно се прашуваат дали намалувањето на акцизата е само капка во морето, додека инфлацијата незапирливо го јаде секој преостанат денар. Во пресрет на Великден, кога побарувачката традиционално е највисока и јајцата стануваат луксус. Според европските статистики, цените на јајцата во Македонија пораснале за 26,3% на годишно ниво, што ја става меѓу најпогодените земји во Европа веднаш за Шпанија. Овој раст е значително повисок од општата инфлација и се чувствува особено во пресрет на празникот, кога побарувачката расте.